Сонја со долна црта 09 која што прашува која е разликата помеѓу тонус и протеински леп и кој е подобар. Сонја, разликата е помеѓу тоа што маркетинг агенциите ќе изберат да промовираат. Во принцип, она што со тонус се случуваше е дека се представуваше како лекови леп кога дојде во Македонија. Она што Агенцијата за храна и ветеринарство, ако не се лажам, така се викаше, го спречи тоа затоа што не смее ниту еден производ да се рекламира дека лекува нешто. Во тој случај би требало да биде на рецепта, но она што е добро за тонусот е што и тоа е протеински леп, значи не можеш да декларираш одреден леп дека е протеински. Затоа велам, тоа е повеќе маркетинг. Секој леп во себе содржи протеини, затоа што во самите житарици има протеини, без разлика што не се прави од брашно тонус лебот, и тој има голема количина на протеини, и тој има голема количина на растителни влакна. Исто и овој кој што можеби го рекламираат како протеински, исто има и протеини, и растителни влакна, и одредени витамини и минерали. Така да јас не можам да ти кажам, ниту па постои правило кој што ќе ти каже кој е подобар или полош. Не постои тоа. Постои само твој избор кој што ќе се можеби базира врз тоа кој ти е повкусен и кој ќе ти ги задоволи твоите цели. Но не можеме да генерализираме. Мене ако ме прашуваш, јас можеби би го одбрал тонусот исклучиво ради тоа што е исечен на парчиња и поради тоа што мене ми е искрено добар на вкус, но пак протеински лебови, повторно е прашање, може и тој да биде исечен и пак може и тој да биде вкусен. Така да не можам да ти кажам генерално кој е подобар од друг.